Месец ноември посветен на машкото здравје, Movember или Моември, движењето кое што не обедини генерално и Македонија последнава деценија, секој пат ингениозен, ги руши секогаш табуата, барем што се однесува и до прашање и одговори. Имавте прилика пред не повеќе од 10 дена со нашата колешка Марија и Телма Амбуланта да уживате во неговото ингениозно излагање повторна Телма телевизија, меѓутоа точно пред една календарска година едно неформално дружење испадна едно многу убаво едукативно, токму со јас во моите очи е вистински професор, педагог што се однесува нели до светот на урологијата, доктор Горан Јович, специјалист, уролог, хирург од Жан Митрев клиник, утрова со нас и мислам дека вистина ќе биде уживање. Ете, по една календарска година, можеби од моето така неформално, сега малку поформално дружење за вас. Инаку можам да кажам со гордост дека сум и дел од неговата широка палета на пациенти, барем листа која што има, и морам да ве пофалам од тоа што секој пат достоинствено за секој пациент знаете така точно да му кажете каде греши, како греши, ама на еден многу пријателски начин, што некој пат ќе се сложите, доктор Горан, малку недостасува во светот на медицината. Точно. Да има еден малку по-флексибилен пристап. Пред се ви благодарам на... Добро утро. Да, ви благодарам на поканата, благодарам на убавите зборови од вас. Секој пат, секој пат. Унако е што го споминавме на почетокот со Марко е дека и со вас нели непосредно пред разговорот вака во етер со нашите гледачи е дека добро е што постои еден ваков месец во кој што малку повеќе се зборува, се дискутира, се едуцира, да речеме, особено машката популација. И привнесуваме ги другото, да. Да, и кога зборуваме за превенцијата, ние ја имаме поставено нашата тема не случајно вака како што е. Превенцијата како основен и единствен услов за здрав живот. Зошто? Заради тоа што кога младите и генерално сите возрастни групи би биле поедуцирани, поинформирани и поотворени кога станува збор за пред се дискутирање и барање прашање и консултација од доктор за своите проблеми или можеби некакви физички симптоми, тогаш би била и детекцијата и порана и би се спречило нешто што не би сакале да има негативни последици. Па затоа и во контекст на месецот, но и во контекст на вашата работа, и она кое што вие е вашето секојдневна работа со пациенти, токму и тоа како едукација, но и нели прегледи, да позборуваме малку за тоа како вие и па и вашите колеги во вашата област размислувате кога е превенцијата во прашање до каде сме со тој, да речеме, пристап или став кој што ги имаат најчесто младите кои што можеби и не се толку дисциплинирани по тоа прашање. Видете, ова е позитивно, за кампањата е позитивна и веќе имаме одговор, поготово во последните години, имаме одговор на целото ова, не само во месец ноември, него и во текот на годината, затоа што приметувам да во амбуланта почнуваат да ми доаѓаат пациенти едноставно без симптоми, без никаков симптом, да, чисто влегува, викам, нели, нормално кога почнува разговорот со пациентот, зошто доаѓате, на што се жалите, не вика, немам ништо, никаков симптом, едноставно доаѓам на рутински преглед. И тоа е за поздравување. И овакви прегледи, да кажеме, уште од помлада возраст. Ајде, ние некоја граница поставивме кај мажите за ран скрининг на теговите околу простатата некаде од после 45-50 година во животот. Него е сега добро ова што имаме одговор и кај помладата популација. И мислам дека се случува баш така еден аларм, веројатно дали поради можеби некој пат и маркетиншки моменти, нели некои компании ги земаат, што се вели, во своји раце овие сценарија многу повеќе за да ги обединат и младите, и како што беше и лани нашата дружба, ако се сеќавате. И мислам дека тука и има една експанзија на Моември, Movember, токму затоа и некако како аларми кај младите се чувствува дека треба нели да имаат барем некаква навика, исто како дамите со гинекологијата, тука да бидат и со младите, што во минатото не беше баш така. Жалосно е денес со целата оваа технологија, апаратура која ја поседуваме, жалосно е да се запостават некои болести, поготово нели рано откривање, еве да кажеме, на
туморите, карциномите на тестис. Намерно ова сега ќе го спомнам затоа што, пазите, туморите на тестис се јавуваат во помлада возраст. Се јавуваат некаде, да кажеме, таму после пубертет, во касен пубертет или во тие, да кажеме, првите постпубертетски години. Од која причина, доктор Горан, може би од брзото развивање во тој период? Тоа не може, тоа се уште не може никако. Комплексна тема е, може би? Да, ако знаеме зошто се појавува, ние затоа и тој ќе го спречиме да не се појавува и така. Него е битно рано да се открие, затоа што рано откриен карцином на тестис е 100% излечива болест. Секогаш, што е битно да знаат, било каква промена на тестисот. Тестисот е прво достапен и за само преглед. Значи, било каква промена, тврдина... Со напипување физички, исто како дамите кои што ги имаат, нели да речеме... Точно, да, треба едноставно, само треба да се јави на преглед. Ништо друго, нема тука срам. Обично, децата се во таа возраст да не кажуваат ни дома. Едноставно почнуваат да читаат по интернет, живеат во страв со месеци, дури доаѓаат и психички паѓаат, влегуваат во една, да кажеме, почне некоја депресивна фаза кај нив и така, а не кажува дома и не се јавува на лекар. И сега, кога веќе таа промена ќе почне да расте, зголемува, па дури на крај почнува и да боли, тек тогаш доаѓаат на преглед. Што, на жалост, не секогаш е во фаза фатена болеста, кога и треба да се фати за да може да биде 100% излечива. Бидејќи го споменавме канцерот или ракот на тестиси, најдовна информација вели дека кога се јави кај деца, тоа е најчесто заради фактот што едниот тестис не е спуштен. Не знам сега што би кажале? Видете, значи околу симптомите кои што може да ги забележат. Затоа се и прегледите, да кажеме, и запазувањето од страна на родителите уште во рана возраст. Дали се присутни двата тестиса доле? Затоа што се смета дека задржаниот тестис во телото. Видите, природата што направила? На тестисот му смета температура од 37 целзиусови степени, колку што е телесната, што се телесната, да. И затоа природата ги изфрлила тестисите надвор во скроталната кеса, каде што температурата е за цел степен пониска. Летно време, кога е многу топло, имаме спуштање доле на тестисите уште подалеку од телото, или зимно време, или во ладни, да, имаме повлекување кога практично природата така се ги чува и одржува тестисите. И сега тука што е проблемот? Задржан тестис горе, постојано е изложен на температура од 37 целзиусови. Прво, не е достапен за само преглед. Второ, се смета дека температурата може да предизвика во понатамошни години дури и карцином на тестис. Друго, тој тестис веќе не е правилна сперматогенезата во него. Прекинува да ствара и да ги созрева спермиумите. Значи, веќе сега имаме одговори за стерилност. Јасно, јасно. Така да, и затоа, уште во детска возраст, прво треба сигурно да обрнат внимание и матичните педиатри со опипување, да, не е тука тестисот. И тие редовни систематски прегледи кои што понекогаш ги имаат младите. Да, тука постојат и мобилни тестиси кои се почесто горе него доле, знаат да шетаат. Исто и овој тип на тоа е конгенитална аномалија, треба да се реши. Решавањето кое е? Хирушко решавање, фиксација на тестисот доле, значи спуштање негово и фиксација на тестисот во скроталната кеса. Доктор Јович, оно што веројатно е исто апсолутно важно да го знаеме и да се фокусираме, ако зборуваме за превенцијата, покрај превентивните прегледи што е за поздрав, ако се случуваат почесто и без одредена причина, токму заради овие работи кои што ги споменувате, тогаш
Што друго спаѓа во превенција ако зборуваме за машко здравје, ако зборуваме за сексуално активни млади момчиња кои што знаеме во денешно време нели каков е и начин на живот и таа сексуална комуникација. Промискуитетот е за жал понекогаш и поприсутен. Да, и кога зборуваме за една, да речеме, превенција од тој аспект, иако знаеме дека жените се малку повеќе изложени на сето тоа, но сепак не се исклучени тука и мажите. Да не се направи заблуда дека треба после 45-тата година да отидат на прв преглед, да речеме за простата конкретно или да си го сватат тоа како здраво за готово. Во однос на превенцијата и за тие редовни прегледи, кога станува збор за сексуални преносливи болести, за нешто кое што може да биде исто како еден ризик фактор. Да, одлично тоа што прашавте. Сега во последниве години имаме детекција на сексуално преносливи болести преку еден бриз од уретралниот канал, од мочниот канал или преку испитување, да кажеме, на ејакулатот кај мажите, одеднаш утврдување на повеќе од 15 причинители со сексуално преносливи болести. Тука веќе зборуваме за машкиот микробиом, но како се открива сега детекцијата на овој тип на болести? Се открива врз присуство на ДНК на причинителот во организмот. И тоа е високо прецизно испитување. Например, можеме да имаме носители на микоплазма, уреаплазма, хламидија, без никакви симптоми, а да се пренесува. Сега и на другата страна не мора да даде некој симптом, но кога е проблемот? Проблемот е обично после забременување да овој причинител направи проблем во органогенезата на плодот, неправилно развивање на плодот, дури и спонтан абортус и така, да. Така да ова брзо се открива, рано се открива и се лекува. И се што е проблем тука, да кажеме, и целта на целото ова, едноставно да се прекине ланецот на пренесување. Именно. Да. Сакав да прашам, бидејќи ракот на простатата дефинитивно тропа на врата, рече се кај секој маж после 50-та година, токму, нели да речеме, нели за рано детектирање и превенција. Меѓутоа, добро е што можеби некои состојби се променија, па рано одење на уролог можеби во најрана возраст. Меѓутоа, повторно ќе кажеме, кои се првичните симптоми кои што може да укажат за некакво откривање за проблем со простатата кај мажите? Видите, е најголемиот проблем, дефинитивно. Првиот симптом малтене е неприметлив. Обично ослабува млазот при уринирање. И сега тоа почнува постојано, секојдневие. Неизмокрување целосно, можеби и така некои други симптоми? Тоа е веќе, ајде да кажеме, понатаму. Да. Но првично е едноставно ослабува млазот. Тука што е проблемот, тоа што пациентот се навикнува на овој симптом. Он заборавил како секојдневие го смета. Да, како секојдневие, он заборавил како мокрел пред 10 или 15 години. И сега првично почнува еден симптом, па друг симптом, се надоврзува, да кажеме, зачестено мокрење, зачестено ноќно мокрење. На крај доаѓаат пациентите ненаспани, едноставно станува ноќе 2 пати, 3 пати, па и 4 пати. И овој симптом го покриваат со вчера испив 3 литра течност. Како алиби го користат, може би? Да, затоа станувам, да, и не се јавува и понатаму на лекари. Сега кои ќе се соберат, натрупаат повеќе симптоми, тек тогаш доаѓаат на преглед и нормално бараат помош од нас. Скалилото од 1 до 10, доколку рано се детектира, за жал, некакво пореметување на простатата, не дај Боже и рак, колкав е процентот на исчезнување и истребување на болеста? Видете, рано откривање на карциномот на простата можеме да го сметаме за 100% излечива болест. Значи, рано детекција, фаќање на
карцином на простата во некој фокален стадиум и така. А имаме диагностика. Тука имаме и магнетна резонанца, тука имаме и биопсија, докажување прво на болеста, радикално отстранување на простатата, хормонална терапија. Пазите, значи, хормонална терапија, не хемотерапија. Огромна разлика. Со хормоналната терапија само го симнуваме нивото на тестостерон во организмот, со тоа болеста ја ставаме во умирување и годините на преживување се долги. Именно кога, прости Иванче, тестостеронот го споменавте и често пати знаат, нели, поради нефлексибилноста веќе на самиот хормон по 40-та година луѓето да го стимулираат со некакви дополнителни суплементи. Так. Дали препорачувате хормонот сам по себе да си функционира и да работи според возрастната граница кај еден маж? Видете, значи затоа е тука сега постојат ендокринолозите, кои треба на целото ова да се, ако се зема. Еве сега ќе ја спомнам младите кои одат на бодибилдинг, оформување на тело и така. И знаат во таа прескрипција да стават пијте и ова за тестостерон. Земаат во дози за кои некаде прочитале или некој нешто им кажал, слушнал. Со оваков тип назимање на дози на тестостерон и ова може да предизвикаат многу други нуспојави во организмот. Прво, хипофизата, која е диригент на сите жлезди во човековото тело, добива сигнал дека имаме вишок на тестостерон во организмот и дава наредба на тестисите да го прекинат влачењето на тестостерон. Кога прекинува работата, тој орган почнува да настанува хипотрофија, хипотрофира. И они кога доаѓаат на преглед, приметува дека димензијата на тестисот се намалила. И веќе тогаш бараат помош. Со неправилно земање на хормонот и други болести може да испровоцираат, па дури и тумори на тестиси и така. Стерилитет исто проблем кој може да се појави поради ова неправилно земање. И затоа е многу битно да во сите овие фитнес сали и ова, тој што ги води вежбите и ова, треба да биде едуциран и запознаен и треба да знае што му земаат клиентите кои доаѓаат. Значи, они тука прават комбинација на креатин, тестостерон, стероиди, плюс протеини неправилно земени, протеини произведени кој знае од каде и каков квалитет и така. И сето ова настанува еден хаос во организмот. Ги опфативме некако сите или повеќето возрасти од помлада возраст во подоснежна возраст, ако зборуваме за и превенцијата, но и за оние проблеми кои што може да се појават подосна со простатата. Јас би се навратила само на она кое што го споминавме, се сексуално преносливи болести во прашање и на, да речеме, не толку грижливо водење евиденција или посетување на доктор, колку тоа понатаму може да влијае на стерилитетот, бидејќи знаеме дека во денешно време млади брачни парови или да речеме луѓе кои што сакаат да основаат семејство или младите се појавува проблем или од машка или од женска страна или е заедничко, но колку кај мажот или кај од машка страна тоа може да влијае да понатаму предизвика да настане проблем или пречка во формување семејство. Да, и текако може да влијае затоа што видите некоја сексуална пренослива болест, да кажеме ова, малте не може да помине асимптоматски. Тоа веќе го спомна во претходното ова излагање. Но може да остави и да остави последици, запушување еве на изводните семени канали. Пазите, тестисите ствараат сперматозоиди, патуваат по тие изводни семени канали, доаѓаат во простатата, се мешаат со
простатична течност и оттаму испаѓа како готов производ сперма. Сперматозоидите не може да стигнат до надворешна средина. И обично, почнувајќи, нели, еве, млади брачни парови кои лекуваат стерилитет, доаѓа испитуваме, правиме спермограм. Во спермограмот имаме азоспермија. Што значи тоа? Немаме ни еден сперматозоид. Кој што би бил активен воопшто? Никако, нула. Значи, сите бројки на извештајот се нула. И сега се оди на тоа да се види, се прави биопсија на тестисот, да видиме дали имаме живи сперматозоиди во тестисите. И тогаш сега за да треба да се направи или интервенција да се пробијат каналите, или директно да се земе сперматозоид со биопсија, да се превенира и да се направи инвитро оплодување, да. Стеснување на изводниот мочен канал, исто. Трајна последица после некое сексуално прележување на некоја сексуално пренослива болест. Доктор Горан, каков пристап користи Жан Митрев клиник при решавање на некоја уролошка функционалност и дали постои, да речеме сега, има некаков експоненцијален раст на естетската урологија кај нас? Да, и текако. Јас и пред 10 дена тема во емисијата на Телма Амбуланта ни беше фимозата. Нели, она основното стеснување на препуциумот да не може да се преслече преку глансот. И беше, нели, прашање, решавање, нели, се решава исклучиво хируршки, се отстранува тој дел, а поготово тука преку, еве да кажеме, фимозата, се откриваат и многу други заболувања. Поготово да кажеме кај повозрасни мажи, стекната фимоза може да ни биде знак за еден латентен диабет, почетен диабет. Кога доаѓа пациентот, вика, доктор, ја го имам овој проблем, да, ама тоа е како симптом на некое заболување кое веќе го има и кое практично тоа треба да се открие, да се лекува, а ова веќе ќе го решиме хируршки. Околу естетиката, тогаш спомнавме, изборувавме за искривувања на телото на пенисот. Исто така, нели, хируршки се решаваат, па на крај и до естетски решавање на, да кажеме, некои конгенитални аномалии кои ги имаат пациентите, кои практично цел живот ќутеле дома и овој не сакале да признаат дека го имаат тоа се решава и како се решава. Да кажеме, укопан пенис да може да се исфрли случајно или оперативно изгубен тестис. И тоа може да се... Да, тестикуларни протези кои практично се вградуваат и тоа воопшто не е приметливо. Комплексни ли се вие хируршки интервенции? Па да, видете, ама веќе и овој тип на интервенции со годините на работа и ова... Се стекна искуство, може би, во примена? Преминуваат во рутина. Секој не вие кој што го имате. Ви благодариме многу за... Секој пат е кусо времето, ама ќе си направиме повторно разговор за скоро. Затоа среќа имаме емисии специализирани за тоа. Утринска, секогаш она што е актуелно е на ноември како таков посветен на машкото здравје и во контекст на тоа наш гостин и вие и со овие теми верувам дека допринесовме меѓу другото за сите она кое што го зборувавме и се зборува да информираме, едуцираме и од овие причини кои што ги споменавме се особено важни и за младите генерации, за оние кои што можеби во младите години не размислуваат за нешто што може да биде последица и пречка во иднина кога веќе ќе малку ќе станат посериозни и зрели, па ќе размислуваат за тоа што представува иднината. Имено се надам дека бевме некаков аларм, чисто само кога ќе ве забележат и погледнат дека некој пат е добро барем
да направиме од сега некаква промена да се Превентивни појави прегледи. уролог. Па да не биде само месец ноември, Да, Именно. нели, еден атак месец за само. ова, него да во тек на годината едноставно да се стекне една навика, барем еднаш годишно да се посети уролог. Да. Ви благодариме многу за Благодарам. вашето гостување и за тоа што бевте Благодарам на на нас. поканата, да.